Прислушувањето во странски земји од страна на лица вработени во Управата за безбедност и контраразузнавање е кривично дело, вели за Алфа поранешниот директор во УБК Горан Митевски. Според него, овие лица за кои постојат индиции дека биле дел од меѓународна операција, не смееле да делуваат надвор од границите на земјава. Оти таква надлежност имале само вработените во Агенцијата за разузнавање. Очигледно плодно тло нашле кај премиерот Заев, кај министерот Оливер Спасовски, бидејќи во периодот за кој разговараме УБК е дел од Министерството за внатрешни работи и од тие причини на тоа највисоко ниво сметам дека е договорена цела меѓународна оперативна операција во соработка со странска партнерска служба. Митевски смета дека овој случај кој е нарачан од трета земја, која не е членка на Европската унија и НАТО, а се случувал и во земји на Европската унија, треба да заврши со судска пресуда. Додека СДСМ беше во опозиција и господинот Заев беше председател на најголемата опозициона партија, тој секој ден го слушавме како кажува дека ќе дојде време кога судовите ќе добијат својата улога во обвинителството како трета независна власт, дека нема да има мешање, нема веќе некој од судот да се јавува да реферира кај премиерот во кабинетот што се случува во судовите. Меѓутоа сега имаме слични случаи да се сретнуваат неговите адвокати по бензински пумпи со државниот обвинител и слични работи кои се далеку од независност на правосудната власт во Република Македонија. Извори за Алфа велат дека уште во април секторот за внатрешна контрола во МВР го спакувал случајот и го испратил во обвинителството, но 8 месеци јавноста не дозна дали воопшто се работело на предметот. Од обвинителството и денеска нема одговор до каде е предистражната постапка по пријавата. За аферата Жолти комбиња 2 пред неколку дена алармираше и пратеничката Фросина Ременски, осомничена во случајот Рекет. Таа ги повика новинарите да истражат колку жолти комбиња има во земјава и за чии интереси тие работат. Случајот кој разбранува јавноста се однесува на вработени во УБК, за кои постојат индиции дека со месеци неоделена работа и со ресурси на МВР, со добро опремени комбиња оделе во десетина земји членки на Европската унија и НАТО и прислушувале за трета земја, која не е дел од евроатланските структури. За сега никој официјално не кажува за која земја се работи.